Весело да биде. Океј, супер. Ќе се навратиме сега на ново прашање, значи ќе си почнеме полека да си го готвиме. Можеш слободно да си чепнеш, значи да си земеш. Уште еднаш кога ќе си земам, Ако. Стварно ми се свиѓа дека Многу е добро. ова е нешто направено. Одлично. Денеска јас ти спремам тебе јунешко розбивче. Значи, седено е повеќе од 2 часа во котани зачини и во маслиново масло. И ќе видиш дека многу ќе ти се допадне. Сега, додека тоа се приготвува, ние тука ќе го вклучиме тајмерот и рерната, значи да имаме... Мора овој рецепт да го има негде, ова е стварно ќе го Да, го има кај мене на сајт. Тоа е друга, Да, значи ќе ти го испринтаме и тоа. Ќе ти го испринтаме и ќе го дадеме дома. Знам дека имаш јас некои мали здравствени проблеми. Да не ги шекер. Ти си искрен. Тоа е господска болест. Господска болест. Значи ова е сосема дозволено. За шекер. Да, сосема дозволено. Знам дека си многу дисциплиниран. Секој ден по колку пати си ставаш инсулин? 4 пати. 4 пати. Како беше? Во лева рака. Лева рака на лева. Дисциплина. Мора. Значи мора да се знае дека иако си во движење, иако си бизнисмен, тоа ми е поише од крај. Ти си го знаеш редот и како треба и што можеш да направиш и што не можеш да направиш. Вака, ние имаме тука изворедна тава скара од DL Concord, ексклузивна и тука розбивчето. Кујнава ви вреди многу. Кујната ни вреди. Вреди многу. Нели? Како ти се свиѓа погледот? Овој поглед нешто од Кале, мислам градот така се гледа. Да, така од Калето се гледа. Значи, Калето е еден символ, минатата година го имавме водно, како втор символ, оваа година го имаме Калето. И ние сме, знаеш, космополитска емисија, за нас нема... Иако ми замерија, знаеш, ми велат, вика, немаш ром викнато. Немам ром викнато, сега ќе видите. Главниот ром ќе го викнеме. Главниот ром ќе го викнеме. И така. Имаш ли амбиции политички? Значи, ќе можеме ли да те видиме како градоначалник? Имаш една многу добра теорија, јас ја слушав од тебе со багерот. Ај, кажи ми малку околу тоа. Таа ти е страшна, мислам. со багерот за шутка. Да им порачаме една порака на обичните луѓе во шутка. Како беше, ако Амди Бајрам стане градоначалник на шутка, ќе имаме еден патокас, десно ќе има паркиран нов багер, а лево ќе биде општината, така? Да. И сега, ти ако немаш платено комуналии за куќата, имаш нормално рок да ги платиш комуналите. Ако не, поглед на бакерот, врти десно да го видиш. Така ли? Видите. Ајде малку кон Европа. Ти си ми многу европски, амерички настроен, така. Моментално сега не би сакал да напаѓам, многу да. Нема да го нападнеме. Никога не напаѓам, да. Градоначалник. Супер, ќе има. Не би сакал. Нормално. Ќе има избори и ќе видиме кој ќе биде. На што ако биде? Значи хипотетички разговараме. Се знае багерот паркиран. Така. Багерот ќе биде паркиран затоа што на секоја празна локација нешто што не е дозволено. Така е. А она што е дозволено нема проблем. Багерот за него црвен сигнал ќе има. Знаеш колку сум среќен со таа северна трибина? Ти немаш представа. Мене среќата ме исполнува не да видам зграда таму, мене ме исполнува да видам среќен, да видам 40.000 луѓе на македонска репрезентација. Јас сум обичен човек, јас не сум среќен, нормално. Значи, не сум некој, секој нека си ја бара среќата, нели? Но мене ме исполнува да ја видам полна трибината и да ја видам нашата репрезентација како игра. Значи, не ме интересира дали некој го направил тој бек вака или така. Значи, ми е гајле. Условно кажа. Нека тераат они нормално, а ние по правилата, затоа што ќе треба на граѓаните, секој градоначалник ќе треба да им помогне на своите граѓани. Так. До домет. Так. До домет. Ние сме пријатели, другари сме, до домет на кај што треба. Да. А она што е нормално до правилото, до секој кај што е управило, тука, она што треба да му помогнеш, ќе му помогнеш. Она што треба, што го прекршил, ако можеш да му помогнеш, помогни му, ако оно некој се прави на 16-ка, нормално се знае што треба. Така. Правецот и... Морам да те прашам, тука оваа емисија ги отвара многу убави работи. Отвара и многу луѓето ми се искрени тука. Те гледам и те многу си онака чувствителен, искрен, близок си до луѓето. Имаш ли направено грешки? Си се покајал ли за некои работи?
Отворено ќе те прашам. Нормално човек. Кога ќе отвориш душата, луѓето поише ги ценат тие луѓе. Вака, јас према народот немам ништо погрешено. Така. Према моите граѓани немам ништо погрешено. Јас увек сум помагал меѓу моите граѓани. Така. А имам погрешено во политиката. Да си жив. Гледаш, ова е голем збор. Морам да признам. Имаше таму некој, добро, имаш интересни работи. Најубавиот гол не го нема даено Марадона. Тоа нормално, со 5 гол Марадона не може да даде. Не може да даде. Нормално, биднало и грешката човек си ја признава увек, јас ја признам таа грешка. Политика е политика. Така. Нормално. Ако сакаш да се бавиш, ако сакаш да се бавиш, мора и она све што ќе го кажеш, треба да размислиш малце, а не само на шала да го кажеш. Така. Тоа биднало од една шала и биднала истина. Се створила во една истина. Значи не сакајки. Добро, биднало тоа. Со 5 голот тоа е истина. Да, факт е. Тоа е истина, факт, но не требало да провокација. Тоа се вршило со 5 гол. Не сум требало, мојата грешка јас си ја признам, затоа што јас сум исклучил јавно, сум рекол со 5 гол. Ти даде. Така. Нормално требаше тоа си поминало. Си го стиснал, дугмето пријатно до гледање. Политички да закјутиш. Нормално секој цек се плаќа. Апсолутно. Све што ќе консумираш, треба на крај да го платиш. Да. Сметката ќе мораш да си ја Конобарот платиш. ќе дојде и треба да ја платиш. Помалку или повеќе? Еве и јас сега ја платив. Да, кај мене нема да платиш ништо, ја ти кажам, значи кај мене си онака гратис. Еве го розбивчето го ставаме. Вие се извонредни скарички, а јас ќе си предам, значи, на следното прашање. Има ли сега некој нов за женене, за мажење? Пошто сте големи клан. Клан сме во фамилијата, имаме, затоа што јас сите ми се, тројцата синови и трите керки ми се мажени, уште една керка имам, но она последна година е во фонд. Во европско право, студира. Така? И тука е едина таа керка најмала и сега од најмалата искача нешто најголемо во образование. Браво. И сега тука ќе се чека. Так. Ќе чекаме малце поише тука. Ова година... Намерно да не ја пушти направо? Не, токму малата сакаше сама. Самата сакаше во право, затоа што со моите проблеми, првенствено она сакаше да биде семен адвокат. Тоа те прашувам, значи... Семен адвокат требаше и после затоа што не зборувам само за проблеми. Како бизнисмен, склучуваш икс договори. И договори, значи, треба некој да ти даде совет во кој правец можеш да се движиш. Имаме многу промени, ево го европско законодавство доаѓа. Па за тоа е Европски Значи, фонд, она за тоа учи и планираме единствена ромка е која е во Европски фонд. Така? И мислам дека тука ќе си го заслужи своето место кај што треба да биде. Така. Кажи ми кога ги собираш сите заедно? Дали на свадби, на веселби или се собираш и ги собираш? Верујте дека тешко кога знаете нема 17 место во внуци, куќата тоа ти изнарипат. кога ги избира ради тоа ми беше почеток од мала куќа, мал ми беше салонот, некаде почеток ми беше 60 квадрата и не збираш. Так. И сега ми е салонот 140 квадрата и кога ќе се собират сите, тука више ги местам сите и има место за сите. Иначе многу тешко ги избираше сите да ги соберам од еднашка и морав да правам веселе некој или нешто да измислам у некој ресторант, да вечином мене ми е семен и фамилиарен ресторан, ресторан Кале кај Диме, горе, кај Бате Диме и јас сум увек горе, увек све нешто кога ќе биде дали рогенден, дали некоја крштевка, дали нешто, тоа за да можам да ја соберам цела фамилија. Одлично. И тука е увек она повеќе од фамилијата горе ни е. Тука има геноцид на бикчињата. Така е, така. Отидоа бикчињата, отидоа јагнињата. Океј, кажавме за оној политичкиот дел, кажавме за, да кажеме, кој е ти омилено место еве и во Македонија и во светот? Знам дека си прилично шетан, прилично си одел надвор. Каде сакаш да поминеш? И на што си љубител? Еве, две прашања, па ти одговарај ми полека додека ја ова го средувам. Значи, која земја те интересира покрај Македонија? Знам дека си голем патриот и дека си ја сакаш својата држава, но ме интересира и каде најубаво си јадел негде на страна, па после ќе збориш за мене, кој ќе излезеш од оваа емисија, ќе речеш како ми изготви. Па видите, Македонија како Македонија нормално првен своето, па после туѓото. Така. Тоа е докажано правило. После Македонија
Јас можам да кажам кај што ми лежи и за храна и срцето према народот и према гостопримливост, за мене е само Хрватска. Хрватска. Јас сум живеел 7 години во Хрватска Така? и Хрватска мислам дека е и за храна и за гостопримливост и така. Нешто најне. Онака си ми малце изгледа си ми прохрватски настроен, а? Во центарот на Загреб сум живеел. Сум живеел на Драшковичева број 10 и кај храмот што е црквата на Рапска 29. Значи тука е све у близина нешто во центарот на градот и сум толку години сум работел таму едно друго све и сум живеел и можам да кажам дека после тоа за мене Хрватска нешто најде. Хрватска е дефинитивно. Да, и Те влече ли приморието? Бев едно 4 години исто 4 години бев на 3 фирми од Хрватска представник во Република Македонија и за Косово. Браво. На Југоенил Сплит сум бил, на Југопластика Сплит сум бил и текстилна една јака фирма сум бил. Значи сакам да ви кажам на доста фирми бе представник од таму и на Приморието. И мислам дека кај што има море секаде е нешто убаво. Убаво. Нас само море ни фали у Македонија. Така е. Така? Мислам дека ние едно време го имавме морето, ама сега сакат морето да го избришат од Македонија, ама мислам неќе може да го избришат. Тешко. Тешко. Кога ќе се отвори Европа, мислам дека ќе го имаме морето. Дали веруваш ти во таа Европа, во таа обединета Европа? Па видите, ја верувам во таа обединета Европа и мислам дека еден ден ќе дојде тоа. Нормално има една стега, нормално ради имево, ама името нема да им помогне тоа што сакаат со името. Тука иначе ние више во Европа сме влезени, по мое, гледајќи затоа што ние сите работи ги имаме исполнето. Доста време се бавиме со тоа и мислам дека во Европа за скоро време ќе дојде, на скоро време не може да биде преку 24 сата, нормално ќе се дојде самото свое време и верувам дека Македонија ќе биде, сме во Европа, но уште малце ни треба некои работи, ни треба затоа што знаете самите дека нашиот сосед малце стега, а мислам стега колку уште малце ќе стега и на крај више нормално. И на крај ќе мора да ќе пропушти. пукне каишот затоа што вештачки каише не е оригинална кожа, пластика е. И пластиката пука, знаеш. Па да, и ти додека ги тераш да овие вештачки, да. ги заврши. Одлично. Сега веќе од тебе зборуваше политичарот. Значи не се откажуваш од политика и Не смеам да се откажам од тоа. интересен си во тој дел си. Се додека сум жив, мислам дека политиката ми е во. Ќе се бавиш со политика. Ќе се бавам затоа што од почеток сум се бавил као бизнисмен, кој не ми требала политика, сум се бавил. Јас на времето на Анте Марковиќ бев на реформски сили на тоа време пратеник, уште од почеток кандидиран и мислам дека во тоа време јас требаше да бидам нешто што фали во Република Македонија, јас требаше да бидам во тоа време министер за мало стопанство во Република Македонија. Она што фали во нашата држава. Она што фали во нашата држава. Затоа што идеме влеговме во една јака приватизација. 94% сме влезени во приватизација во Република Македонија. И треба да има Министерство за мало стопанство. Треба да има, дефинитивно. Тоа е требаше. Сите сме ние мало стопанство. Ти си мало стопанство со твојата фирма. Ние со нашите продукции сме мало стопанство. Јас тоа гледање го имам уште од 90-та година. А 84-та година сум бил бизнисмен кој сум имал 120 вработени, с кој сум имал своја конфекција. Значи, кога имаше на време на Југославија, кога постоеше, кога можеше секој по тројца или четворица да вработат, јас сум работил 120. Значи, Браво. нешто, уште тога сум ми покажал што значи мало стопанство. Има специјална книга за мене, успешен бизнисмен. Тоа Тренчевски новинарот, ако го знаете. Како не го знам. Поздрав до мојот пријател Стојан Тренчевски. Така, и јас го поздравувам. Голем хуманист. Така, ако ви И наскоро ќе биде и тој гостин во обични луѓе, со тоа што заслужува. Тренчевски, ние ако ви текнуе Сколит општа задруга, домот на занетчи, Шутекс има работено тогаш и домот на занетчи со Ацо покојни. Он беше директор на Сколит општа задруга за занатчиве, за другава што беше. Заедно сме ја формирале, заедно домот на занетчи сме го градели и со Гајдов, ако знаете. И Љубомир Гајдов, поздрав и до мојот пријател и на татко ми голем пријател. Така, значи сликарот Гајдов го знае, така. Значи јас сум од времето уште од 80-та година,
од 84-та на големо ниво, као најјак за нечија. Тоа време Стопан Свеник го викава за нечија, а за нечија тоа време да биде со 120 вработени, тоа беше голема работа. Што бидна со мене ме интересира тоа, затоа што многу ми е битно со џамијата во Шуторије. Видите, џамијата... Јас сакам кога се градат верски објекти, затоа што верата... Џамија, нормално. Верата има секој еден сегмент кој што вели, да, вера, надеж, љубов. Нормално. Не... Све, дали е џамија, дали е црква, дали е манастир, дали е текија кај нас што вика, тоа е Божји храм. Значи, сите се волат на еден Господ. Тој е Божји храм. Еден. Така, Господ еден и само претумачено е, ова е на македонски, ова е на ромски, ова е на арапски. Тоа е исто, сите на еден Господ се молат. Апсолутно. И јас од моја страна сум почнал да градам храм кај нас ромите, нормално затоа што ромите никад до сега немаат изградено храм и сум сакал прв да бидам, едноставно Господ и моите раце ми создаде што ми ги создал. Јас сум имал, сум можел да градам и сум почнал да градам за мојот народ храм, Божји храм. Тоа џамија. Сум почел и да градам нешто што никој не градел токаво големо нешто во Република Југославија. Така. На времето. И јас сум почнал за 3200 да градам и плюс 3200 луѓе внатре да соберат. 3200 и плюс чардакот 1200, тоа е 4400 луѓе кои тоа треба има многу бетон. И бетон има и све има и плюс е накатница на значи има и бетонска и има со конструкција комплетно све. Ако го знаете Џоле, газдата од ова, како се вика, од дискотеката ова, што беше МНТ, он има фирмата негова, заборев како се вика, тоа е конструкцијата преку неговата фирма, таа е најака фирма за такви работи, и бетонски градено, ја градев, ја правев. Џамијата, значи џамијата сега за сега унутра функционира. Секој петок има кај нас обреди се оди во џамија, пуна е секој петок, за Рамазан 30 дена е пуна, за Бајрам исто место нема, колку што е, јас колку што сум замислил, уште толку би требало да биде голема, затоа што нема место во џамија. Се функционира, едно 65-70% е завршено, уште едно 30% мислам надвршен лик не е затворена, нешто уште некои финеси, а мислам дека ќе биде со моето отсуство. Сам ја градев нормално. Застанаа работите, знаете кај бев на годишен одмор, кај што требаше да одам по мојата грешка, тоа што преска кажавме. Значи, и након тоа, после една година и пол, кога отидов 2 години тамо, се појави еден одбор од граѓани со нашиот овој проповедник кој ни оѓата тамо. Сите, еден одбор се појави, кој дојдоа на посета кај мене и рекоа, ние сакаме, дали ќе дозволиш да почнеме да доправиме и храмот да го довршаваме од народот, еве да почнеме со народот. Ја викам, дојдов еден ден, тамо на Бајрам беше, дојдов и сабалинет реков. И јас све што сум ветил, све што сум направил, сум го направил. Од денеска, понатака јас на граѓаните, овој храм сум го правил за вас граѓаните, го подарувам на вас граѓаните, не се откажам, кога ќе искочам, пак ќе помагам колку можам. Што можете, ова е ваше, изволте, помагајте и правите градите. И така продолжи и еве го сега храмот. Океј. Значи ние полека доаѓаме до крајот, не сме на крајот, значи кога ќе дојдеме на крајот ќе се одјавиме, уште не сме на крајот. Јас имам обичај на моите гости да им дадам подароци, значи пред да завршиме со главното јадење. Еве го главното јадење, му треба уште малку. Секој ден се собираат лични податоци за нас од нашите компјутери. Не наблюдуваат без наше знаење и согласност. Овие податоци може да бидат употребени против нас и нашата приватност да биде нарушена. Твојата приватност е твое право. Заштити ја. Проект финансиран од Европската Унија и раководен од Европската агенција за реконструкција. Почитувани пријатели, не постои добро приготвена храна без добар зачин. Затоа ние користиме Котани зачин. Добра храна, добар зачин. Котани зачин. Дали сте се запрашале зошто 99% од јапонките се слаби? Затоа што го користат древниот рецепт наречен инхуа чај на гејшите. Со помош на инхуа чајот на гејшите ќе имате долгогодишна виткост, нежен тен и природна убавина.
Тој е создаден со врвна јапонска технологија која овозможува намалување на телесната тежина низ 7 етапи и го прави лидер кај препаратите од ваков вид. Инхуа чајот е ефикасен, ефтин и достапен за секого без нарачка. Го има и во вашата аптека по цена од само 320 денари. Инхуа чајот на гејшите делува јапонски, ефикасно, а ефтино. Значи, еве, каде и да е, розбивчето ќе биде готово, му ставивме јајце, му ставивме путерче, пред тоа убаво го испековме на скара, ќе ни требаат уште 5 минути. За тие 5 минути јас би сакал да ти подарам неколку работи. Ево вака, ќе почнеме по ред. Значи, нашите пријатели од Стефи Поинт ти подаруваат комплет, тука има шампони, балзами. Знам дека си ја сакаш личната хигиена, Нормално. дека секој ден си тип-топ среден, што се вели пицикато, оделце секако што треба, и Стефи Поинт се познати, значи, по тоа дека имаат фантастични италијански производи. Вели? Еве вака можеме тука да... Или спушти го доле. Ако не ти е тешко, само спушти го доле. Да го спушти. Ајде така. Сега, имаме вдека ресторант Джино, еден ваучер, ќе си земеш некоја драга особа твоја и ќе си ја однесеш на ручек, ваучер од 2000 денари, градски трговски центар, ресторант Тој е Джино. познатиот ресторант Джино. Ета така, Джино сите го знаат. Повели? Стално бевме кај Джино ресторанот. Со кого кажи? Па со брат Љубе се знае, брат Љубе. со брат Љубе идеме доста. Сакаме да ни се врати. Мислам дека И сигурен Јокан. сум и двајцата да се вратат, мислам дека и ќе се вратат, ќе даде Господ да се вратат. Како што слушнав вчера на телевизија, поздрав до нивните фамилии, поздрав до нив таму, доколку можат да гледат оваа емисија. Мислам дека правите луѓе ќе се вратат, Господ е голем и ќе Така, даде Господ. а јас мислам дека и треба конечно да ја затвориме 2001. Па и мислам дека више И во однос македонци албанци во однос албанци македонци. Без Значи, треба да разлика, ја затвориме ние сме 2001 и да ја гледаме иднината на Македонија. Ја мислам дека е тоа и дојдено и затворено е тоа. Да, ми се допадна Затворено многу е, една затворено. дискусија на Мендух Тачи во една емисија во Албанија. Секоја чест Мендух Тачи албанец, но како граѓанин на Македонија тој ги штитеше интересите на Република Македонија на таа Тачно. емисија. И тоа е многу добро за тоа што тоа е правила и ред. Можеш да бидеш швајцарец, значи да ги штитиш интересите на Швајцарија, а никој не ти брани да бидеш италијанец, француз или германец во Швајцарија. Значи не постојат оригинални швајцарци, сите се или италијани или французи или германци. Океј. Тука ни се нашите АА издавачи, значи книжарница Египетска сонувалка. Знам дека деновиве одмараш нешто време во не ти пасува Време, баш. Господари на хаосот, тој е најновиот бестселер на Линда Робинсон. Вика, ретка можност да се влезе во таинствениот свет на зелените беретки и нивните скорешни авантури. Читаш за зелени беретки и колапси. Зошто цивилизациите обстануваат или пропаѓаат? Ромите не може да Не пропаднат, може. тоа е дефинитивно. Еве, повели. Благодарам исто и нова. Ако Мислам- имаш потреба, дозволи, ќе те прекинам само, од превод од ромски случајно ако ти треба, Да. адвербум ќе ти се најдат, се шегувам. Да. Значи, ова е преведувачко студио, можеби ќе ти треба во твојата фирма, Ќе дава треба. 10% Ќе треба. попуст. Да. Ете така. Сега ти можеш да си го кажеш својот дел, додека јас го извадам главното, значи јадење наше. Па видите, би сакало околу на малце да го вратам она преска што кажавте. Нормално 2001 никада не се повтори во Република Македонија. Исто сум ја за тоа и мислам дека нема да биде, затоа што во Република Македонија свативме сите дека треба да работиме и да живееме заеднички. Не, и живеат Сите. паметни луѓе. И да живееме добро. Сите сме паметни. Нормално некаде се дешава по некоја експлозија, но таа експлозија поминала 2001, мислам дека нема да се врати. И сите граѓани ќе се живееме во Република Македонија. Гледаме дека Европа више не прима. Нормално сака да бидеме сите како што сме. Со две раце. Со две раце, нормално како што сме и така ќе биде. А се знае, тоа е за сите нас. И јас се надевам дека ќе биде така искрено, заради тоа што сватив дека во Македонија живеат многу умни луѓе, паметни луѓе, македонци, албанци, турци, роми, независно. Па дури имаме и по некој
од Африка, како Од Джими од секаде, Штип. Джими од Штип. Да, Јас го поздравам посебно Джими од Штип. ете Джими така. од Штип е пријател на мојот пријател Илко, заедно риби факеле. И го чека на мостот. Илко Георгиев, така. на Македонка директора човек. Ете така. И стално кога бевме вамо на издржување и зборетме од Джими, и кој иделе по риба и Джими ги чека на мост. Ако нема риба, тешко нив. Так. Стално од Джими разговараме. Значи се научија и некои нови работи. Нормално. Секаде. Значи ова розбивче со јајце и со путер се служи со морковче, грашоче и пиперка и со свежа краставичка, значи Еднаш ќе треба. да разбие. Ова е многу убава кујна вашава. Гледам дека спремате нешто и помалце ви ги гледам овие работива. Јас сум исто гурман човек. Ќе ме Јас викнеш сум дома гурман, кај ќе тебе ве на викнам, па гости. Јас ќе ви спремам нешто. Ете, Посебно така. нешто така. Ете така. Јас ќе морам Да, сега ова изволте. да ти го земам и ќе ти го земам и Еве, приборот, изволте. пошто Да. имаме доволно Доволно. прибори. Ете така, вака, ова ќе го ставиме тука. Доаѓа ново приборче. Па прибор имате подобар изгледа и од Александар Палас. Гледам нешто на ниво пушта. Па тука еве сме, тука е нешто, многу а? е блиско нивото. Блиско е нешто. На ниво. Може да погледне и камерата, да види како тоа прекрасно нешто. изгледа. Јас морам да ги поздравам нашите спонзори, значи дирекцијата односно генерални покровители, дирекција за заштита на лични податоци преку Европската агенција за реконструкција. Реконструкција. Значи, да ги поздравам ДЛ Конкорд и да ги поздравам Котани зачините кои што ќе го направат вашето јадење да изгледа и вака и да биде вкусно како што треба. Тоа беа обични луѓе со феноменалниот Амди Бајрам, што би рекле србите, Амди Бајрам поново јаше. Тоа би Јесте. Значи, поздрав од обичните луѓе Оливер Омевски и Амди Бајрам, се гледаме следната недела. Ти благодарам многу. Благодарам и на вас. Ова е луѓе, матно време, со многу чудни личности. Биди свој, седни со мене и кажи денес како си. Денес нема наши, ваши, црвени, сини наметки. Денес сме ние обични луѓе, луѓе со искрени насметки. И ти и јас бевме вечерва за вас.